Почитувани представници на медиумите, почитувани сограѓани. Днешната пресконференция е реакция на пресконференцията на Общинскиот одбор на СДСМ Гергелија и господинот Сашо Поцков. Потикнати од безидејност и паниката која владае во СДСМ и во Общинскиот одбор на СДСМ Гергелија и немањето на проекти со кои може да се пофалат и предложат, челниците на Общинскиот одбор на СДСМ Гергелија се впуштија во изнесување на лаги, невистини и плукање, начин препознатлив во нивното функционирање. СДСМ нема кредибилитет да говори за социјална помош, субвенции и луксузи, бидејќи граѓаните паметат колку направи СДСМ во оваа сфера, а колку ВМРО-ДПМН. Да ги погледнеме фактите. Очигледно е дека Общинскиот одбор на СДСМ Гергелија сака грубо да манипулира со јавноста. Ова нема да им биде прв пат, бидејќи во нивно време субвенциите во земјоделството беа 0 денари. Освен во последната година кога беа доделени на сила со штрајкови, протести и блокади едва и 5-6 милиони евра. За разлика од тоа, владата на ВМРО-ДПМН само во периодот од 2011 до 2015 обезбеди 670 милиони евра за субвенции во земјоделството, без да ги сметнаме и субвенциите од 2006 до 2011 година. И тоа, 2011 115 милиони евра, 2012 130 милиони евра, 2013 135 милиони евра, 2014 140 милиони евра и оваа година, 2015 година, планирани се 150 милиони евра. Пензиите, платите и социјалната помош во Македонија во последните 8 години бележат константен раст. Од 2006 најниските пензии се зголемени за 76%, а просечните пензии за цели 62%. Социјалната помош порасна за 47%, а постојаната парична помош за 46%. Расте и еднократната парична помош за деца без родители и тоа за 9 пати. Таа сега изнесува 180.000 денари. За период од 8 години износот на социјалната помош е зголемен за 47%. Во 2006 година оваа категорија на граѓани добивале по 2.900 денари, а сега по 4.300 денари. Според статистиката, за истиот период бројот на корисници на социјална парична помош е намален за речиси 30.000 лица или за 46%. Во 2006 година помош од државата добивале 64.000 лица, лани оваа бројка изнесувала 34.000 лица. За 46% е зголемена и постојаната парична помош, односно средствата што ги добиваат лицата кои се болни и неспособни да работат. Овие лица во 2006 година добивале по 3.700 денари, а во 2014 оваа сума е зголемена на 5.392 денари. Според статистиката, бројот на лицата приматели на постојана парична помош е зголемен за 14%. Средствата за социјална помош од 2006 година постојано се зголемуваат. Македонија беше една од ретките земји која во услови на криза успеа да ги зголеми средствата за најзагрозената група на граѓани. Ниеден граѓанин во Република Македонија, вклучително и граѓаните на Гергелија, не може да го заборават владењето на СДСМ со државата, од кој произлегува стотиците затворени фабрики, 300.000 луѓе оставени на улица, Татбанка и така натаму. За разлика од тоа, владата на ВМРО-ДПМН створи услови за нови странски инвестиции, гради нови автопати и регионални патишта, гради нови болници, нови училишта, нови сали за младите и така натаму. Ние од ВМРО-ДПМН не се раѓаме со сонот дека власта ни припаѓа во наследство, како што вие лично тоа го мислите. Ние работиме во интерес на народот на Република Македонија и во интерес на граѓаните на општина Гергелија, а граѓаните на избори кажуваат кој ќе ја води државата и општина Гергелија. За новите простории на ВМРО-ДПМН во Гергелија нема да должам многу, само ќе ја кажам вистината, а тоа е дека се што е изградено и купено е транспарентно платено преку официјалната жиросметка на партијата, која е пријавена во Државната изборна комисија и Агенцијата за спречување на корупцијата. И за се постојат сметки за донација од нашето раководство и нашите над 3800 членови. Почитувани, да подсетиме, во Гергелија се изградија нови водоводни линии, се изградија нови канализациони мрежи, во Прдици и Мрзанци, се изградија нови патишта, се реконструираат болниците, се изгради ново мултинамensко игралиште, се изградија нови тротоари, се изгради нова автобуска станица, се гради новиот пазар, во тек е изградбата на новата спортска сала во Мировци и уште многу други проекти кои се во тек или ќе започнат во 2015 година. Ја разбираме потребата на општинската организација на СДСМ Гергелија да напаѓа без докази и да пласира измислици во јавност. Откако бомбите, односно петардите на нивниот председател Зоран Заев пукнаа во собствениот двор. Почитувани челници од Општинскиот одбор на СДСМ Гергелија, власта се добива со реализирани и конкретни проекти и доверба. Власта се добива на избори,
а не со тлукање и лаги кон политичкиот противник. Ви благодарам.